понекогаш помалку благодарно да зборуваме за економските критериуми, не од други причини, тие се секогаш поегзактни од овие другите политичките, туку од причина што поради талогот или тоа што го има во политичките критериуми во овој извештај и во сите претходни, фала Богу, многу малку сме посветувале дел од дебатата на тоа што има во економските критериуми, како Европската комисија го цени развојот на нашите економски политики и дали тоа што гарнитурата на власт со години наназад јавно промовира сериозен економски развој, е вистина или не, и дали тоа така е гледано од страна на Европската комисија и уште поважно, како економските политики и управувањето со економијата од страна на Европската Унија доживува развој, односно модификација, особено во изминативе 2 до 3 години. Дебатата за економските критериуми и што ни се случува со економијата е многу важна, затоа што тоа е еден магепсан круг кој што последиците од тука влијаат на оној дел што значи владење на право, демократија и човекови права. И обратно, начините на кои што се узурпираат правата, демократијата и така натаму, многу често се случува да се прави со помош на економски или финансиски инструменти на гарнитурите на власт. Кога станува збор за начинот на кој што се управува со економијата, Европската Унија, имајќи ги предвид последиците од незината финансиска криза од 2008 година па наваму, воведе еден нов систем со кој што ги следи и државите кои што се дел од проширувањето. Значи, ригидните критериуми и мерила и следења за тоа како се развиваат економиите на државите членки на Европската Унија е пресликано врз следењето на економските политики и особено на јавните финанси и монетарните политики на државите кои што се дел од пристапувањето. Во тој контекст, од почетокот на 2015 година, Република Македонија е дел на тој процес на мониторинг на економското управување, со тоа што покрај сите други обврски што владата ги има визави Европската Унија и изготвувањето на разните документи поврзани со политиките, има обврска на 1 јануари секоја година да изготви програма за економска реформа, во која што треба јасно да ги нотира сите состојби, фактички, целата фактичка состојба поврзана со јавните финансии, поврзана со економските политики, вработеноста и невработеноста и поврзана со делот за образовните политики и иновациите кои што се воведуваат како новитет, условно речено во последниве 2 години, кога станува збор за текстот на економските критериуми. Претходно, делот на образованието и иновациите се третираше повеќе или помалку, да не речам, беше занемарено кога се зборуваше за економијата, беше предмет само на разгледување на поглавието за образование. Оваа година и изминатата, еден сериозен дел од извештајот е насочен и кон тоа дека нашето образование де факто не обезбедува кадри кои што имаат вештини за да може да се прилагодат на пазарот на трудот, дека таа сериозна дискрепанца помеѓу тоа што младите луѓе добиваат од како ќе изгледат образовниот процес и како понатаму треба да се вклучат на пазарот на трудот, има структурален карактер и дека тоа апсолутно таквата подлога на која што стоиме денес не нуди некоја перспектива дека овие работи наскоро ќе се променат. Но да се вратам на клучниот дел од критиките кога станува збор за економските критериуми, а тоа е, како што Анита потенцираше, нивните забелешки, констатации поврзани со начинот на кој што се управува со јавните финанси. Европската комисија не само оваа година, ќе речам 3 години наназад, претходно беше поблага во оценките, цени дека во Македонија има погрешно водење на јавните финанси, дека доказ за тоа е постојано растечките буџетски дефицити, кои што иако кога проектираат, викаат ке ги намалиме, реализацијата покажува дека редовно во изминативе 3-4 години процентот на буџетски дефицит од планираното во моментот на реализација постојано е зголемен.
Европската комисија коментира дека нема основа да се цени дека е можно да се намали внатрешното задолжување и буџетскиот дефицит, заради тоа што мерките што владата ги предлага тоа да го направи се несоодветни, односно мерките што владата ги предлага се базираат на оптимистични процени за тоа како ќе расте економијата. Со други зборови кажува тоа што владата вели дека порастот на бруто домашниот производ ќе биде во тој и тој процент, не е реалистично. И втората задршка, тука запирка е, вели, не може да веруваме дека владата е посветена на фискална консолидација и на намалување на внатрешниот долг, заради тоа што многу често во изминативе години се случуваше да има пораст на пензиите, на социјалните трансфери и на зголемување на платите на вработените во јавната администрација, и тоа на адхок основа, нешто што претходно не беше испланирано, и последиците од таквите порасти на тој тип на трошења не беа земени предвид при другиот дел од планирањето. Има една интересна забелешка оваа година, лани не беше толку експлицитна, кога станува збор за внатрешното задолжување. Европската комисија вели, загрижува фактот што голем дел од капиталните расходи, значи тоа што владата троши за инвестиции и инфраструктура, е префрлено како обврска на јавните предпријатија, односно јавните предпријатија се тие кои што се накалемени со одговорноста да инвестираат во различни инфраструктурни и инвестициски потфати, зашто пак тие, вели, земаат кредити, бидејќи немаат пари реално да инвестираат, а за тие кредити гаранции издава владата. Овие гаранции кои што владата ги издава на јавните предпријатија, да тие може да земат кредити и да инвестираат, практично стануваат дел од нашиот внатрешен долг, и заради тоа порастот на внатрешниот долг, вели Европската комисија, отиде до 40, зборам за домашниот, внатрешниот јавен долг, до 40,6% од бруто домашниот производ, де факто поентира дека проблематична е одредбата или одредницата на владата да ги тера јавните предпријатија да ја исполнуваат незината инвестициска агенда.